Свети Јован Кронштадтски одговори на прашања за духовниот живот. Прашање: какво значење за општеството имаат светителите? Одговор: побожноста е темел на крајната благосостојба на државата. Светото семе ќе биде нејзин корен, рекол пророкот Божи Исаја за јудејското царство. Книга Исаја, глава 6, стих 13. Светот обстанува и останува во својот поредок, се додека во него има благочестиви свети луѓе. Заедница на побожни луѓе во својот најсовршен вид еднаш имало на земјата и им докажала на луѓето каква благосостојба што го весели срцето има таму каде што живеат побожни луѓе. Древната црква представува таков пример. Во книгата Дела апостолски се вели дека народот што поверува имаше едно срце и една душа. И никој ништо од својот имот не го наречуваше свое. Не постоеше ниеден меѓу нив што имаше потреба за нешто. Дела апостолски, глава 4, стихови 32 и 34. При таквата еднодушност, кога би можела да биде нарушена благосостојбата на човечките општества? Луѓето живееле со се задоволни и среќни и седеле секој под својата винова лоза и под смоквата. Книга Михеј, глава 4, стих 4. Во изобилство, како Израелот во деновите на Соломон, без неволји, без потреба од нешто. Така, ако себе си се сметаме за слуги на заедничкото дело, на заедничкото добро, и ако не си угодуваме само на себе, тогаш и ние постепено ќе стекнеме сиромаштво на духот, кој ни го заповеда Спасителот. Во себе ќе почувствуваме внатрешно задоволство и блаженство, и уште додека живееме на земјата, ќе ја предвкусиме сладоста на Царството Небесно. Човекот навистина е создаден за добри дела, тоа за дела на светост, верност, правда, љубов и милосрдие, за дела на самоодрекување, воздржување и за повеќе страно и разновидно учење, заради служење на разновидните потреби на црквата и на татковината. Човекот не е создаден за себе си, туку за служење на заедницата, како што и заедницата од своја страна му служи нему. Секој од нас од една страна е член на црквата или на благодатното Божјо царство на земјата, чии членови треба постојано да напредуваат во верата, правдата и побожноста. Од друга страна, члени и на граѓанското општество или на големото политичко тело наречено држава. И на едната и на другата заедница, и на црковната и на граѓанската, секој од нас е должен верно да им служи и во се да им се покорува на нивните власти во границата на правдата и на законот. На заедничкото добро да му се дава предност над своето поединечното. Во случај на потреба да не се штеди за него и своето здравје, сила, спокојство, имот, па дури и животот. Прашање: како да се победуваме себе си? Одговор: љубени браќа, тешко е да се победуваме себе си. На светот нема потешка победа од победата над самиот себе. Но треба задолжително да се победуваме себе си, тоест да го победуваме злото што се гнезди и действува во нашите срца и во нашите тела, или разновидните страсти, телесни и духовни, кои секојдневно војуваат во нашето тело. Без победа нема победнички венец и нема наследство на небесното царство. А како да се победуваме себе си? За да се победуваме себе си, треба да се замразиме или да се одречеме од себе, според учењето Христово, како неупотреблив и смрдлив сад, полн со смрдливи страсти. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Евангелие според Марко, глава 8, стих 34. Треба да се засака единиот Бог и неговата света волја, со вера и љубов да се соедини со него во едниот дух. А сето тоа не може да се постигне поинаку, освен со непрестана молитва, во пост и воздишки, со често и срдечно повикување на името на Исуса Христа или на Пресветата Троица и секојдневна борба со своите гревовни наклонетости и страсти.
Potrebno je golemo iskustvona borba со разни порочни навики на срцето, за на крај да излеземе од таа борба како победници со помош на Божјата благодат. И ете, токму таа внатрешна борба ни ги прави сосема разбирливи зборовите на апостолот, дека во Царството Божјо треба да влеземе преку многу маки. Дела апостолски, глава 14, стих 22. Навистина, преку многу неволји. Во оваа половина на 19. век, таквите зборови можат да се покажат како сосема несовремени, заостанати за овој век, несогласни со погледот на многу луѓе, бидејќи омилен израз на денешните луѓе е овој: не си скратувај ништо, ако можеш, живеј за свое задоволство. Животот е краток, бар го насладувај се, денес сме живи, утре ќе умреме и тоа е нашиот крај. Но проповедникот на зборовите на вистината не треба да потпаѓа под духот на овој век, тој мора да ја зборува чистата вистина Божја, да се спротивставува на лажната насоченост на духот на времето, да ги исправува лажните мислења и насоки на луѓето. Значи, во името на вечната вистина тврдиме дека секој човек, особено христијанинот, треба да се победува себе си. Прашање: сите ли треба да бидат пустиници? Одговор: како да се оддалечиме од луѓето, ке речат многумина, а да не живееме како што живеат другите? Да не се затвориме во својот дом, да не се молиме, ниту постојано да постиме, да не бидеме монаси во светот? Љубени чеда на православната црква, никој од вас не бара да се оддалечите од луѓето и да живеете осамено. Ние треба да бидеме друштвени, но Бог и црквата од нас бараат, во име на нашето вечно спасение, да имаме христијанско заедничарење, разумно, духовно, мило на Бог. Зашто се менува обликот на овој свет? Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, глава 7, стих 31. Никој не бара вие постојано да се молите и да постите, иако вистинскиот христијанин кога ги слуша зборовите на апостолот, молете се постојано. Прво послание на светиот апостол Павле до Солуњаните, глава 5, стих 17. Не ја избегнува ниту постојаната молитва во дух и вистина. Но црквата бара, барем известно време, да посветувате на молитвата и на воздржувањето. Прашање: кое е нашето најважно дело? Одговор: најважно и неодложно дело на нашиот живот треба да биде стремежот кон совршенство, како што ни заповеда Исус Христос. Бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Евангелие според Матеј, глава 5, стих 48. Ако не се стремиме кон совршенство и ако не ги победуваме своите страсти, тие ќе станат наша лоша навика, болест и ќе се претворат во природа, во наш живот и ќе се зацврстат во нас. Секој од нас мора да води борба против поглаварствата, властите и господарите на овој свет, против духовната злоба во поднебесието и да ги победува. Овие невидливи сезлобни противници, непријатели наши и на Бог, немајки никаква можност да му нанесат штета на семокниот Бог, по дозвола Божја, на секаков начин го клеветат Бога пред луѓето, садувајќи им хулење на Него, негодување, дрскост против Него, спротивставување на Неговите заповеди и ги учат на секакви нечистотии. Тие знаат дека човекот е преомилено Божјо создание според образот Божји, и има намера да го ожалостат Бог, извитоперувајќи го Неговото создание, расипувајќи го во него образот Божји, наоружувајќи го човекот против Бог, отуѓувајќи го Неговото срце од Бог и приковувајќи го за вештачкото, за земното и осквернувајќи го со сите можни страсти. Против овие исконски непријатели, духовите на злото, убиците човечки, треба да водиме постојана мисловна војна. Треба постојано да внимаваме на себе, на своите помисли, на движењата на срцето. Треба да учиме и да го знаеме Светото Писмо, за да ги победуваме со Словото Божјо, против кое тие не можат да се борат. Треба да стекнуваме жива и цврста вера во Господа Исуса Христа. Секогаш да го гледаме пред себе и да го повикуваме на помош против тие мислени, невидливи,
moćni, lukavi, zli, drski neprijatelji. Protiv istrajното повикување на името на Господа Исуса Христа тие не можат да се борат и вообичаено го свртуваат грбот и побегнуваат. Така велат подвижниците, искусни во духовната борба. Прашање. Зошто ни се потребни плач и солзи? Одговор. Да, плачот и солзите се неопходни за грешниците. Да бевме безгрешни, тогаш ќе ни останеше вечно да се радуваме, како што и сме создадени за вечна радост. Да не плаче за гревовите може само оној кој не знае што е грев, колку тој е смртоносен, дека Бог се гнаси од секој грев, бидејќи он е бесконечно свет, затоа што за нашето избавување од најужасната несреќа, гревот, беше потребна бесконечна и страшна жртва, смртта на Синот Божи, со еден збор, оној кој не знаеше за сите ужасни последици на гревот. А ние и вие, се чини, знаеме што е грев. Како тој лишува од заедницата со Бог и колку се страшни неговите последици, времени и вечни. Прашање. Опасно ли е макар и за момент да се биде без Господа? Одговор. Често се случува христијанинот кој преку некој грев се лишил од Господа, кога го носел во своето срце, чувствувајќи без него празнина и тешкотија во срцето, повторно да го бара него, прашувајќи се во себе, кој мој грев, волен или неволен, беше причина за неговото оддалечување од мене. И откако ќе најде кои гревови се причина за неговото оддалечување, искрено се кае и одлучно има намера повторно да го освои, да го зграби Господа со покаяние и молитва, и откако ќе го најде, повеќе да не го испушта. Значи, браќа мои, да не бидеме ниту миг без Господа. Кога од немоќ и расејаност или заради некоја страст се лишиме од Господа, без двоумење да го побараме со искрено покаяние, вера и љубов. Бидејќи кој грешејќи не секае веднаш и не бара повторно соединување со Господа, тој спие во гревовна смрт, не гледајќи ја и не чувствувајќи ја опасноста на својата положба. Иако веќе мртов, сонува дека е жив. Несогледувањето и нечувствувањето на своите гревови и несваќањето на потребата од Спасителот е сигурен знак на духовна смрт. Тоа е многу опасна состојба за човекот. Прашање. Што ни покажуваат војните? Одговор. Војните покажуваат дека народите се се уште далеко од евангелскиот дух и дека не го усвоиле, ниту го вовеле во меѓународните односи. Војната, посебно напаѓачката, сведочи за се уште незнабожечката насока на народот и за неговите земни тежнења. На тој начин, гревовите и страстите, како црви ги подриваат корените на царствата. И тоа е извор на нивната слабост. Колку и да сакаат владетелите на народот да се зацврстат, и колку и да ги зацврстат своите царства, сепак тие постојано се двоумат и се плашат од зацврстувањето на соседите. И да најдат било какви оружја за војна, било какви тврдини да подигнат, било какви бродови да изградат, макар покриени со железен оклоп, сепак сета доверба во нив се покажува како несигурна, затоа што според одбранбените се пронаоѓаат и се создаваат разорните оружја на војната. Нека знаат сите царства и народи, сите цареви и поданици, дека на земјата нема ниту едно непоколебливо царство, дека немало, ниту ќе го има, дека тие обстојуваат и се рушат, исчезнуваат како многу исчезнати древни царства. Тие обстануваат додека во народот има вера и побожност, а ако преовладеат безверието и неморалот, тогаш задолжително паѓаат царствата и народите. Прашање. Со што се одликува вистинскиот христијанин? Одговор. Вистински христијанин се образува само под крстот. Кој не носи крст, тоа е искушенија, таги, лишувања, не може да биде вистински христијанин. Тој е секогаш роб на гревот и на гревовните навики и страсти. Кој сака да врви по мене, вели Господ, нека се одрече од себе, нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Евангелие според Матеј, глава 16, стих 24. Вистинскиот христијанин секогаш се одликува со смирение
и тој се смета себе си помал од сите. Никогаш не се превознесува, не се гордее. Во секоја професија и состојба, тој на сите им служи на добро, на сите им е слуга во добро. И токму тоа смирение е неговата вистинска големина и ги привлекува кон него срцата на сите, додека гордоста, самолюбието и непристапноста го унижуваат и ги одбиваат од него срцата на народите. Прашање: нели е љубовта поважна од чудата? Одговор: вие велите, нам не ни е дадена власт да правиме чуда. Одговарам: и не ви требаат чуда. Дарот на правење чуда се дава во посебни прилики и на мал број избраници. Но да се биде добар, сочувствителен, милостив, трпелив, незлобен, неосветољубив, искрено да се љуби, е во нашата власт и можност. Искрената љубов и вистинските добри дела се поважни од чудата и често му се попријатни на Бог од чудата, бидејќи цел и свршеток, полнота на секој закон е љубовта. И кој го љуби ближниот свој како себе си, го исполнува целиот закон, како што пишува во посланието до Римјаните, глава 13, стихови од 8 до 10, самиот е вистинско чудо. Прашање: има ли бесмртност? Одговор: што се разгласува за бесмртноста на човечките души? Оваа вистина исто така е јасна и очигледна како сонце за нас христијаните. Ние го јадеме телото, ја пиеме крвта Христова и преку тоа уште овде во себе носиме очигледни почетоци на својата бесмртност. Уште овде животворните тајни ги оживотворуваат нашите души, умртвени од гревовите, а со душите и телата наши, кои често во себе ги чувствуваат почетоците на смртта од страстите кои војуваат против душата, и со тоа го предизобразуваат нашиот живот и по смртта. Вистините се зборовите на Спасителот. Кој го јаде моето тело, ја пие мојата крв, има живот вечен. Евангелие според Јован, глава 6, стих 54. Таков сигурен залог на бесмртност носи христијанинот во својата душа. Зарем не сведочат појасно од ден очигледните чуда на Божите светители над верните по нивната смрт, дека светите Божи луѓе се живи и во смртта, а освен што самите се живи, оживотворуваат и други според Божјата благодат. Колку чуда правил и прави Христовиот угодник Никола. Кога би ги собрале сите истории за неговите чуда, не би можеле да се сместат во целиот свет на пишаните книги, како што пишува во Евангелието според Јован, глава 21, стих 25. Толку се многу. Прашање: што беше за отец Јован учењето на Божиот закон, односно веронаука во гимназијата? Одговор: овде, во ова светилиште на науката, последен пат стојам како молитвеник за вас пред Бога, бидејќи ја напуштам гимназијата како законоучител, односно вероучител, бидејќи не сум во можност да ги осогласам часовите во гимназијата со моите обврски и работи како свештеник. Но секогаш и во иднина ќе се сеќавам и ќе се молам за вас на Господа во храмот, а особено за време на литургијата и принесувањето на бескрвната жртва на Бог. А што да ви кажам за последен пат, пред служењето на нашата соборна молитва? Велам: простете, љубени браќа и деца, и не спомнувајте ме по зло. Унаво што чувствував пропуст или недостаток, не замерувајте ми го, бидејќи повремено ми беше тешко, а понекогаш и невозможно да ја усогласам службата во црквата со службата во гимназијата. Вероучителот кој неодамна дојде може целосно да се посвети на вероучението. Засакајте го како што ме засакавте мене, а тој секако ќе ве засака како своји деца, ако бидете исто така со благ карактер и прилежни за учењето на побожноста, какви што секогаш бевте во моје време. Чеда, нека ве благослови Господ кој е меѓу нас. Мене не ми поминаа без трага скоро секојдневните служби во храмот и 27 години од моето вероучителство, туку ме вдлабочија во наука на големо самопознание и богопознание. И јас се учев, како што и досега се учам, да му служам на Бог во дух и вистина, опфаќајќи во мојата смирена молитва по Божјата благодат секого и се, и принесувајќи бескрајна жртва за сите и за се. Прашање:
Какви мисли имаше отец Јован за време на стапувањето во пастирство? Одговор. Свесен сум за возвишеноста на чинот и за обврските кои произлегуваат од него. Ја чувствувам својата немоќ и недостојност за извршување на највозвишеното свештеничко служење на земјата, но се надевам на благодатта и милоста Божја, која немоќното го лекува и она што недостасува го надохнадува. Знам што може да ме направи повеќе или помалку достоен за овој чин и способен да служам во тој повик. Тоа е љубовта кон Христа и кон вас, мои љубени браќа. Токму затоа и Господ, воведувајќи го повторно во апостолство ученикот кој се одрече од него, 3 пати го праша: "Ме љубиш ли?" И по секој негов одговор: "Да, Господи", му одговара: "Паси ги овците мои." Евангелие според Јован, глава 21, стихови 15 и 17. Љубовта е голема сила. Таа и немоќниот го прави силен, и малиот голем, беззначајниот достоен за почит, порано непознатиот и туѓ бргу го прави близок, познат и драг. Такво е својството на чистата евангелска љубов. Со љубов обилниот Господ и мене да ми даде искра од ваквата љубов кон сите, да ја распламти во мене со својот свет дух. Ова е дело на возвишена благодат, ова е дело на неизмерните Христови заслуги, он е заставник и примач на посредништвото. Ако го земеме во предвид извршувањето на другите тајни, а особено крштенијето, покајанието, бракот, или осветувањето, каква светост, какво богатство на љубов Христова се бара од свештеникот кој ги извршува тајните. Бидејќи во сите молитви и свештенодејства што влегуваат во состав на светите тајни, дише духот на бескрајната Божја љубов кон човечкиот род, неговото милосрдие, светиња и неминливост. А проповедувањето на Словото Божјо, колку возвишена и тешка обврска е тоа, но, без сомнеш, во секе ни помогне Божјата благодат, ако сме достојни за неа и ако се грижиме да постапуваме и да живееме достојно на високиот христијански повик. И мене нека ме прифати вашата љубов. Испомнувајте ме пред Господа во вашите молитви, кои секојдневно му ги вознесувате. Ке заклучам со апостолскиот благослов. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат со сите вас. Второ послание на Светиот апостол Павле до Коринтијаните, глава 13, стих 13. Прашање: каков ќе биде нашиот срам на страшниот суд? Одговор: о, колку ќе се срамиме во оној ден и час, кога ќе се разобличи не само некој наш грев, туку сите наши гревови, сторени со дело, збор и помисла, при тоа не само пред грешниците исти како нас, туку и пред сите свети и пред чиновите ангелски. Прашање: само евреите ли го распнаа Исуса Христа? Одговор: не, и ние и вие, браќа мои. Секој од нас влијал во страшната чаша на неговото страдание, бидејќи во нас дејствуваат истите страсти кои дејствувале и во Христовите распнувачи. Ова не е моја мисла, туку на апостолот. Злото предизвикано на ближниот, предизвикано е на самиот Христос, бидејќи е дел од телото Христово. Значи, секој од нас нека дојде овде, на овој гроб на Господа и Спасителот, и нека плаче над оние рани, над сите срамни маки на жртвата за целиот свет, тоа јагне Божјо, кое ги зема гревовите на сите. Тие рани се наше дело. Прашање: зашто зборуваше отец Јован во јубилејните денови од своето свештенство? Одговор: да, полн сум со немоќ и ги знам своите немоќи, но силата Божја наполно се покажува во слабост, како што пишува во второто послание на Светиот апостол Павле до Коринтијаните, глава 12, стих 9. И таа чудесно се покажа совршена во мене во текот на 25 годишното мое свештенство. И ќе се осмелам да кажам, бидејќи ќе ја кажам вистината. Преку мене се покажа совршена во многумина, во простотата на верните, на очигледен, допирлив начин. Слава на благодатта, слава на Господа Исуса Христа, кој ни даруваше благодат врз благодат. Евангелие според Јован, глава 1, стих 16. Ви зборувам за оваа Божја сила во мене, за заедно со мене да го прославиме Бога и Спасителот наш Исус Христос,
чија благодат и милост не недостасуваат и сега и нема да недостасуваат до век. Кој ќе ги наброи сите чуда на Божјото спасение, кој за цело време се случуваа во мене по благодатта Христова, секој ден и често? Не можам да ги набројам многуте сплетки на Господорот на овој свет и навалата на страсти, осуетени со милоста и силата Христова во мене, во мојата тајна молитва на верата, заради покаянието, а особено со силата на божествената причест. Каков ангелски многоопфатлив ум ќе ги изброи тајните Божи дарови на мојата душа, благодатните дарови на милост, со кои невидливо се удостојува во сите денови од моето свештенство. Не можам да ги изброам многуте благодатни излекувања, душевни и телесни, кои Господ ги изврши во мене преку срдечното повикување на Неговото име. Слава на нашиот Спасител Бог! Он гледа дека јас искрено му ја вознесувам оваа слава. Јас сум прославен само со Него и со името Негово. Да не ги заборавам овие Господови милости навек, да ги закрепнуваат моите вера и надеж и во иднина. Вие во мојата личност, зборувал отец Јован по повод 35 годишниот јубилеј, укажувате чест на свештениот чин, преку кој Христовата благодат им укажала чест на луѓето, кои како и вие се немоќни по природа, а меѓу нив и на мене. Честа, односно почитта, која сега ми ја укажувате мене, се вознесува кон самиот вечен првосвештеник, Господ наш Исус Христос, кој себе си се посвети за нас и кој се принесе себе си на жртва за нас, на својот Отец Небесен, бидејќи моето свештенство и на сите осветени е Христово свештенство. Вистински, вечен свештеник е само Христос, и во нашата личност свештено действува Он самиот, вечниот првосвештеник по чин од Мелхиседеков. Христе Боже, прослави не нас кои те славиме, Твоите свештеници на земјата, и нам, на свештениците, подари ни благодат, достојно да го извршуваме највозвишеното служење на свештенодејството, и сами секогаш да се осветуваме, и другите да ги осветуваме и спасуваме со дадената ни благодат. Сторих ли се што бев должен да сторам? По совест велам, не. Многу недостасуваше на моето служење на внатрешниот човек. Воопшто, моето служење не беше без недостатоци. Со сето срце сакам светиња и совршенство и со сите сили, со помош Божја, ќе тежнеам кон исправување и совршенство, бидејќи ни е речено: бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Евангелие според Матеј, глава 5, стих 48. Да се проживе и да се отслужи 40 години, велел старецот по повод 40 годишницата од своето служење. Во свештенички чин, безпорочно, воопшто прифатена смисла, е дело на големата и особена Божја благодат. Да дремам и да бидам мрзлив за сето ова време немав прилика, а требаше секогаш да стојам на својата духовна стража, на стражата на младоста, која се учи скоро непрекинато да се извршуваат службите во храмот, да се проповеда Словото Божјо, да се извршуваат парухиските треби, да се подучува и учи, да се служи според можностите на несреќните и на сиромашните. Ова не го зборувам за своја повалба, бидејќи не е добар оној што сам се фали, туку оној кого Господ го фали. Како што пишува во второто послание на светиот апостол Павле до Коринќаните, глава 10, стих 18. Туку за да покажам дека го правев тоа што бев должен да го правам, како непотребен слуга. Како што пишува во Евангелието според Свети Лука, глава 17, стих 10. Како духовен војник, бев должен будно да внимавам на лукавите дејства на незасипнивите, злобни и невидливи непријатели, кои ме напаѓаа преку разните страсти и стравувања, и често од нив да ги трпам раните што и ги нанесуваа на мојата душа. Удари, тешкоти, порази. Иако јас од своја страна ги поразував со оружјето на верата, на молитвата, покајанието и причестувањето со светите Христови тајни. И во таа невидлива, но упорна борба, полна со душевни повреди од кои страдаше и телото, Господ постојано ги учеше моите раце за борба и прстите мои за војна, како што пишува во Псалм 143, стих 1. Во таа невидлива жестока војна се учев на искрена вера, надеж, трпение, молитва
Ispravenost na duhot, čistota na srcetu, postojano povikuvanje na imето на невидливиот, моќен победник над пеколот и пастироначалник Исус Христос. И со неговото име и сила ги победував непријателите и своите душепогубни страсти, кои рикаа на мене како лавови или завиваа како волци. Прашање: можно ли е спасение надвор од црквата? Одговор: само во заедница со црквата и во нејзината ерархија, во нејзините тајни и богослуженија е нашето спасение, нашата сила и секоја благодат и милост Божја, а без црквата и надвор од неја нема спасение. Ако и црквата не ја послуша, вели Господ, тогаш нека ти биде тој како незнабожец и митник. Евангелие според Матеј, глава 18, стих 17. Сите кои се одделиле и отпаднале од црквата, старите и нови расколници со сите нивни секти, како и сите непокајани грешници, се диви растенија, слама, и се одредени да бидат запалени во вечниот оган, ако вистински не се обратат кон црквата. Господи, обрати ги заблудените во Твојата црква, тргни им ја од очите покривката, па и тие јасно да ја видат светлината на вистината, Твојата православна црква, по која единствено е вечното спасение Твое. Прашање: каква ни е користа од читањето на Словото Божјо? Одговор: за Словото Божјо, кое треба постојано да го учиш како стражар на домот Божи, да има за тебе сета света привлечност, не треба да гледаш на него низ матниот покров на твоите страсти, туку со окото на срцето, очистено од секаква нечистотија. И тогаш ќе го видиш во блескањето на сонцето Божјо, кој блеска со своите животворни зраци на сите оние, чии очи на срцата не се потемнети. За време на читањето на Словото, опитно ќе дознаеш дека тоа е светлина за твојот ум, со која не само што без страв, туку и со радост можеш да одиш среде смртните сенки, при која ќе видиш дека во прекрасниот светлоносен свет Божи нема смрт, дека смртта во телесната природа на човекот е последица на гревот и воедно последица на сеопштиот земен закон, според кој се вештачко е подложено на распаѓање, но сепак така што од тоа распаѓање се подига нов живот, што тој поредок на работите не е премногу долготраен и што со тек на времето, кој веќе со самото свое минување сведочи за својата конечност, завршува, отстапувајќи му го местото на вечниот живот, за секогаш млад, кој не старее. Исто така, искуствено ќе дознаеш дека Словото Божјо му дава на твоето срце најсладок живот, радувајќи го, грејќи го, ублажувајќи го, очистувајќи го, просветувајќи го и живототворејќи го со своите светложивотворни зраци. Ке видиш како, дури и коските твои, телото твое чувствува свештен, животворен трепет на радост и целиот свет, сета Божја твар, ке ти се представи како ликува од радост и како го славослови својот Создател, кој на сите им дава живот, дишење и се, како што пишува во делата апостолски, глава 17, стих 25. Очите на твоето срце ќе видат како, радувајќи се и воедно треперејќи, пред престолот на Семоќниот Создател стојат илјадници чисти, најсветли, моќни, блажени духови, херовими и серафими и други безтелесни сили. Ке видиш како од престолот на Господ на славата, некои од тие свети и светли безтелесни сили, кои го надминуваат човекот со умот, волјата и моќта, нисходуваат по волјата на Создателот обилен со љубов на грешната мрачна наша земја, за со братска љубов и грижа да ги чуваат не само земните стихии, нашите царства, градови и села, туку и секој човек поединечно. Заедно со светлите и блажени духови, ќе ги видиш и мрачните и злобни духови, но тие нема да те исплашат кога ќе ги видиш најмоќните и многобројни духови на светоста. Полн со срдечна радост и благодарност, ќе му благодариш на твојот Создател и Создателот на духовите, за неговата татковска грижа, за твојата времена судбина и за твоето вечно спасение. Твоето срце кое се шири од радост, ќе ги смести во себе сите луѓе, на кои искрено им посакуваш да се избават од демоните погубители и да бидат пријатели на ангелите Господови. Колку и да неопфатлива за нашиот ум, сета вселена е еден дом Божи,
создаден од раката на семокниот, сеприсутниот, премудриот уметник. Создателот е домаќин на овој дом, чиј дух го исполнува, а за чие постојано присуство во овој дом сведочи животот во се и секаде. Прекрасната складна уредност и поредок, како во целина, така и во сите делови. Кога ќе гледаш на Словото Божјо како што треба и ќе го читаш, тогаш ќе се огледаш како во твојата душа ќе се почувствува свет стремеш кон се вистинито, прекрасно и добро, или зборувајќи со богословски јазик кон богоподражавањето, бидејќи Бог е највозвишена вистина, убавина и добро. Колку го имам јас на небото свен Тебе, а кога сум со Тебе на земјата ништо не барам, Боже на срцето мое и наследство мое, Боже, довека. Псалм 72, стихови 25 и 26. Бог за тебе ќе биде центар, кон кој, како земните тела, секогаш и во секе се стремиш, и со своите мисли, и со своите чувства, и со сето свое битие. Служењето на Бог за тебе ќе биде најсладко јадење, најпријатно животворно занимање. Ќе се стремиш кон секоја доблест, особено кон точното исполнување на обврските на својот повик. И душата ќе ти врие со света енергија, секогаш кога светото Слово Божјо ќе биде отворено пред твоите очи. Прашање. Што е брачната врска меѓу мажот и жената? Одговор. Вие сега пристапувате кон голема тајна, наречена брак. Голема, зашто брачната врска меѓу мажот и жената ја изобразува најсветата врска на Исуса Христа со црквата, тоа со оние што веруваат во Него. Како што мажот е глава на жената, така Христос е глава на црквата. Послание на светиот апостол Павле до Ефесјаните, глава 5, стих 23. Како што младоженецот и невестата во бракот се венчаваат во едно тело, така и Христос и црквата се едно тело, бидејќи оној кој вистински верува во Него е член на Неговото тело, од Неговата плод и коските Негови. Од посланието на светиот апостол Павле до Ефесјаните, глава 5, стих 30. Целта е возвишена и света, и од сега вие станувате живи орудија на божествената благодат и семоќ. Бидејќи преку мажот и жената се благиот Создател ги повикува во битие и живот разумните созданија, идните своји чеда и наследници на Царството Божјо. И вие, ако ве благослови Господ со нив, должни сте да ги воспитувате според правилата на православната вера и христијански живот. Чувајте се меѓусебно, покривајте се ги еден на друг немоќите со љубов. Има и несреќни бракови. Понекогаш мажот и жената се согласуваат само во грев и несреќа. Зошто се несреќни? Најмногу заради несогласување на карактерите, од меѓусебна непопустливост, од непослушност, самоволија и строги барања. Вашето заедничко живење треба да биде во љубов и во мир, а може ли да биде поинаку? Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни и го стоплува, како и Господ црквата. А вие сега ќе бидете едно тело. Мажот е должен да ја сака својата жена како телото свое, бидејќи која сака жената своја, тој се сака и самиот себе си, како што пишува во посланието на светиот апостол Павле до Ефесјаните, глава 5, стихови 28 и 29. Ако живеете во меѓусебна љубов, ќе ја излеете врз себе и врз своето потомство. Божјата благодат и Бог ќе се насили во вас и ќе ги овенча сите ваши потфати и дела со благословен успех, бидејќи каде има љубов, таму е и Бог, а каде е Бог, таму се е добро. Најпосле, вашето заедничко живење треба да биде постојано, до гроб. Христијанската љубов љуби до крај, а не привремено. Таа е цврста и постојана. Прашање. Што му зборуваше свети Јован Кронштадтски на осудениот на смртна казна заради убиство? Одговор. Твојата управа и црквата ме повикаа пред овој столб на срамот, за да те повикам на покаяние, за спасение на твојата душа од вечната смрт. Ти можеш да воскреснеш со покаяние. Значи, сети се на своите беззаконија, подигни ги очите кон небото, каде што во вечната непристапна светлина живее нашиот заеднички судија, страшен кон непокајаните, а милостив кон грешниците кои се каат. За он да ти омекне душата, огрубена од гревови, и да ти подари солзи на покаяние.
Сега на тебе и на сите овде ви е прочитано Евангелието за двајцата разбойници, распнати со Христа. Ти слушна како едниот останал луд, хулејки на распнатиот за нас, безгрешниот Господ Исус Христос, и загинал со душата и со телото, а другиот, смирувајќи го, признал дека и двајцата се достојни за казната што им била одредена. Тој се покајал и му рекол на Спасителот на светот: Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. Евангелие според Лука, глава 23, стих 42. Биди како благоразумниот разбойник. Бог е милостив. Он наскоро ќе ги прифати оние кои искрено се каат. Нема ниту тебе да те отфрли, но страшен е за непокаяните. Ако не се покаеш, ќе бидеш виновен пред вечниот суд. Прашање. Каква утеха на човек во болест или пред смрт може да му даде нашата вера? Одговор. Бог е благост, бесконечно добро и бескрајна љубов. Па зошто Бог им дозволува на луѓето такви страшни несреќи? Зошто човекот се предава на духот на злото, кој го покорува и го доведува до смрт? На ова одговара боговдахновениот апостол. За да се спаси духот, за да се спаси душата. Во времето на апостолите живел еден грешник меѓу христијаните, кого за едни да ги исплаши, а други да ги вразуми, апостолот го осудил да биде предаден на сатаната за мачење на телото, за духот негов да биде спасен. Прво послание до Коринтијаните, глава 5, стих 5. А потоа, кога духот на злобата доволно го измачил и тој се вразумил, апостолот го помилувал. Тоа е зрак на светлина со кој верата го осветлува овој ужасен случај. Но ке речете, зарем тој бил толку голем грешник, па било потребно да се предаде на сатаната? Секако не бил погрешен од нас, браќа. Но Бог не казнува секогаш во овој живот, и тоа го прави само со најголемите грешници, а другите остануваат без казна овде на земјата. Господ го казнува оној кого што го сака, го бичува секој син кого што го прима. Од посланието на светиот апостол Павле до евреите, глава 12, стих 6. Прашање. Треба ли да се подготвуваме за смртта? Одговор. Смртта е блиско до секој од нас. Велат дека на гробот на еден човек бил напишан ваков надпис: Денес јас, утре ти, односно ќе умреш. И навистина, што е нашиот живот? Според апостолот, тоа е пара која се појавува за кратко време, па исчезнува. Послание на свети апостол Јаков, глава 4, стих 14. Меѓутоа, зад границите на овој живот следува суд, плата, вечност. И ние задолжително треба да се подготвуваме за одговори за вечност и треба да се појавиме со плодови на добри дела, со намножени таланти, кои владиката на животот ни ги дал заради простување. Да бидеме подготвени, браќа. Прашање. Ке има ли воскресение на мртвите? Одговор. Воскресението на мртвите задолжително ќе се случи, како што неизбежно излегува сонцето на земјата, како што по зимата неизбежно доаѓа пролет, а по пролетта плодоносното лето, како што е вистинито дека Христос воскресна од мртвите. Но Христос воскресна од мртвите, јас сум првиот и последниот и живот. Бев мртов и ете, жив сум за сите векови, и ги имам клучевите од адот и смртта. Книга Откровение, глава 1, стихови 17 и 18. Вели оној кој воскресна и кој се вознесе на небото и седи од десна страна на Бог Отецот. Ако воскреснал првенецот од мртвите, Богочовекот Исус, кој умре за да ја победи смртта и му подари воскресение на смртниот човечки род, тогаш секако ќе воскреснат сите. Ако постои почеток на воскресението, Христос, тогаш сигурно ќе се случи општо воскресение на сите луѓе. На овие зборови им ја додава сладката утеха, велејки: Ги имам клучевите од адот и смртта, односно, како да вели: не плашете се, клучевите од смртта и од пеколот сега се кај мене, вашиот Спасител, вашиот брат по човештво, кој ве искупи од вашите гревови и од осудата на пеколот. Никој нема да ве затвори во него, ако јас не затворам. Јас сум победник на пеколот и на смртта. Ми се даде секаква власт на небото и на земјата, како што пишува во Евангелието според Матеј, глава 28, стих 18.
O Božestven, o premil, o najsladok Tvoj glas, prepon so ljubov i sožaluvanje kon smrtniот rod, besmrten naš Spasitelu. Ti благодариме за Твоите утешни зборови. Не затворај не во пекол од нас, кои сме достојни довека да бидеме затворени во него, според нашите гревови. Прашање. Какво е значењето на 40-дневниот помен? Одговор. Нежна сопруго и деца, браќа и сестри, роднини на починатиот. Молете се сега за него, бидејќи неговата душа сега минува низ страшен и за неа дотогаш непознат пат, пат на воздушните митарства. Ова патување трае 40 дена, по кои се одредува судбината на починатиот до страшниот општ суд Христов. Еве зошто се вообичаило да се вршат 40-дневни помени за мртвите. Нема поголемо добродетелство за мртвиот од топлата молитва за неговата душа во текот на 40 дена. Умираме за да оживееме и да живееме вечно, или вечно да умираме со друга смрт, а живееме во времето за да умреме. Прашање. Неопходно ли е на сите сеќавање на смртта? Одговор. Љубени деца на Отецот Небесен, сите ние сме странци и дојденци во неговиот земен дом. Живееме во овој дом, но не знаеме кога нашиот Отец Небесен ќе не повика пред своето лице, а навистина ќе не повика. Наскоро Отецот Небесен ќе ве повика од земниот дом во небесниот и таму ќе ве постави пред страшниот престол на својата слава за одговор. Како живеевте на земјата? Се сеќававте ли на Бог? Го љубевте ли повеќе од се како деца? Му бевте ли благодарни за се што имавте? Или живеевте заборавајки на Бога? Водејќи се според волјата на своите срца, се користевте со неговите дарови и не го љубевте добротворот, не се вознесувавте кон него со благодарно срце. Лоши се децата кои не го знаат својот Отец, кој постојано ги храни и грее. О, да се сеќаваме на Отецот Небесен, да не заборавиме дека преку смртта ќе не повика кај себе. Ние не знаеме кога ќе не повика, бидејќи не ни даде да ги знаеме времињата и роковите, кои ги задржа во својата власт, како што пишува во делата апостолски, глава 1, стих 7. Прашање. Што значат нашите имиња? Одговор. Зборот именден значи истоименост или едноименост на нечие име, со името на светителот. Името, разгледувано воопшто, ја означува нашата ограниченост и не подсетува или треба да не подсетува, дека сите ние не постоевме од порано и дека не бевме во овој прекрасен свет. Светителите, чии имиња ги носиме, победоносно и славно го поминале земниот живот, ја наследиле небесната вечна слава и верните ги прославуваат во сите векови. Тие со својата молитва се моќни пред престолот на вечниот цар на царевите, кој им дал благодат да се молат за нас и се подготвени да служат на нашето спасение, како ангели чувари, ако не ги ожалостуваме со безверие и студена рамнодушност, и ако им се обраќаме во молитва со вера. Одовде потекнува нашата заедничка обврска кон нив, да го почитуваме споменот на нив и да ги повикуваме во нашата молитва во секое време, а особено на именденот, како наши најблиски застапници пред Бог, смртни како и ние, кои без прекин, дење и ноќе, се молат за нашето спасение. Кога понатаму го разгледуваме значењето на нашите христијански имиња, тие означуваат ограниченоста на нашата сила и нашата потполна зависност од Бог. Името ни кажува дека не сме своји, туку Божји. Те повикав по името Твое, Ти си мој, вели Господ. Зборувајќи за значењето на имиња, мора да се каже дека имињата, чии значења треба да се оправдаат со дело, тоа со нашиот живот, повеќе од луѓето не ги оправдуваат со својот живот, како што не го оправдуваат нито најголемото од имињата, името христијанин. Во тој поглед, името на нашиот божествен спасител, Исус, дадено од ангелот пред неговото зачнување, е единствено по своето точно исполнување во стварноста, бидејќи кога Исус Христос не бил спасител на верните, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето со кое би можеле да се спасиме, како што пишува во делата апостолски, глава 4, стих 12, тоест освен името Исус. Он спасува и ќе не спасува секогаш по верата наша од нашите гревови, од тагите наши, од неволите наши, од болестите наши,
и што е најважно, од нашата вечна погибел. Слава на Тебе, име вечно спасоносно. Слава на Тебе, име најсладко. Слава на Тебе, име семоќно. Прашање. Зошто црквата ги празнува деновите на светителите? Одговор. Во Светата православна црква, во незините заповеди, правила и одлуки, во богослужението и во обредите, нема ништо што не е востановено и што не се чува по заповедите и по дејството Божјо. Бидејќи Светиот Дух, кој исходи од Оца и почива во Синот, заедно и неразделно со Него, главата на црквата на нашиот Господ Исус Христос, пребива во неа вечно и неразделно и ја управува кон секоја вистина. Зошто Светата црква свечено го прославува поменот на сите Божји угодници? Бидејќи тие го возлюбиле Бог со сето срце и ги исполниле неговите божествени намери кон нив и кон човечкиот род. Ја исполниле неговата света волја, победиле во себе се што е непријателско на Бог и на себе си, тоест гревот. Ги победиле демонските сплетки, сите метежни страсти во себе или сите гревовни искушенија од многострастното тело на светот кој лежи во зло, и ѓаволот кој действува на нас преку нашето тело и преку своите слуги, луѓето, со лукави зборови. Тие отсекле од себе се што е непријателско на Бог и стекнале совршена љубов кон Бог. И Бог, гледајќи го нивниот постојан труд, борба и подвизи од љубов кон Него и заради заедница со Него, изворот на нашиот живот, им помогнал целосно да го надвладеат гревот и ѓаволот. Ги утврдил во светост и доблести, се населил во нив и ги направил своји неракотворни храмови. Зашто не свет и во светите почива? Тоа го вели Светото писмо. Не знаете ли вие дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, глава 3, стих 16. Судете сега сами за големината на нивните души и за големината на нивните подвизи. Да, чудесна е големината на духот човечки во светителите. Како награда за нивните подвизи, Господ уште за време на нивниот живот ги удостоил со дар на правење чуда и предвидување на иднината. И тие излевале и излеваат многу исцеленија, душевни и телесни, на сите кои со вера ги повикуваат. Прашање. Зошто отец Јован често зборува за гревовите? Одговор. Не би сакал себе си и вас, браќа и деца, да ве потсеќам на таа темна страна од нашата природа, и не морам. Секојдневното горко искуство ни потврдува дека сме деца на паднатиот и со грев изопачен Адам и не принудува будно да внимаваме како на себе, така и на вас, деца, во сите полиња од нашиот живот, за гревот да не улови и за да не се вкорени во нас. Прашање. Зошто едни имаат вера, а кај други има неверие? Одговор. Во што е тајната на достоинството на верата на стотникот, што дури и Господа го восхитила? Евангелие според Матеј, глава 8, стих 10. Тајната на силата и на благопријатноста е во смирението, простосрдечноста, добрината на срцето, сожаливоста и цврстата, непоколеблива и разумна вера на стотникот. Забележувате дека Господарот, односно стотникот, самиот доаѓа кај Господа и срдечно моли за својот слуга, неотстапно, со вера во неистражливата благост и сила на Господа. Па зошто на верата или на оние што молат на тој начин им е дадено да ја добијат милоста и помошта од Господа, а на оние што се сомневаат и не веруваат не им е дадено? Причината е едноставна. Сличното се соединува со слично, високото, тоест Господ, со смиреното, праведното со праведното или со оној што бара правда, чистото со чистото или со оној што искрено сака чистота. А срце затворено со сомнеш и со неверие, закоравено, останува нечисто и недостапно за благодата на Светиот Дух. Зашто каква заедница има светлината со темнината, правдата со беззаконието, или каков удел има верниот со неверниот? Со искрена вера, со молитва и со покаяние, човекот може од Господа да добие секаква благодат и помош. Сакаш ли да добиеш од Господа дар на зборови за спасение на себе и на другите? Ке добиеш, зашто во Светото писмо е речено: кој верува во мене, од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода. Евангелие според Матеј, глава 7, стих 38. Сакаш ли да се исцелиш од болест или да стекнеш дар за да исцелуваш други?
Молитвата на верата ќе го спаси болниот, како што пишува во посланието на светиот апостол Јаков, глава 5, стих 15. Зашто гледаме безброј примери и сега? Сакаш ли да ги победиш своите страсти кои се борат против тебе и кои те мачат? Моли се со вера, спротивставувај се, не отстапувај и ќе победиш. Многу страсти војуваат против мене, но ти застапувај ме и спаси ме, спасе мој. Искрената вера во Бог, со молитва и покаяние, секогаш правила чуда во луѓето, правејќи спасоносна промена во нивните души и тела. Така ќе веруваме, така ќе му угодуваме на Бог со својата вера. Прашање. Што е гревот кој сите не помрачува, не сопнува, посрамува, погубува и како да се бориме против него? Одговор. Тоа е пород на ѓаволот, најзлобниот дух, која загубил својата првобитна добрина и светлина преку гордоста и противењето на Бога. Тоа е лута рана, мака, која го погодува сето човештво, духовна краста, гнојна која смрди во сиот човечки род. Против оваа болест, против оваа рана, оваа тајна краста, оваа трулеш, има само едно средство – вера во Господа Исуса Христа и искрено покаяние. Најмудрите луѓе, образованите, мокниците и великаните на овој свет, кои направиле многу големи дела, не можеле во себе да го победат гревот, како што ни сегашните светски, образовани, умни луѓе и великани на овој свет не можат сами по себе да го победат гревот во себе без вера во Христа. Само Христос, совршениот праведник, кој го исполнил целиот закон, нашиот избавител, ни дава сила да се избавиме од гревовите и да го победиме гревот со неговата благодат. А Христос секогаш е близу до нас со својата благодатна помош, само ако ние самите тежнееме да ја добиеме таа помош, да бидеме подготвени да ја прифатиме, како што е речено. Блиско е Господ до сите кои го признаваат, до сите кои вистински го призиваат. Псалм 144, стих 18. Ти само обрати му се и повикај го со вера и чисто срце, а он е токму тука, токму каде што треба, блиско до тебе и со тебе. Он ја знае нашата наклонетост кон гревот, ја гледа нашата немоќ и по својата голема милост секогаш е подготвен да ни помогне, ако сме свесни за своите гревови и ако се каеме заради нив. Секако не е лесно, дури е и многу тешко да се остават своите гревовни навики и да се искорне од своето срце гревот кој ни е омилен. Ние укажавме на помошните средства за ова – молитва и пост. Прашање. Која предизвика смртта на Исуса Христа? Одговор. Ако подлабоко проникнеме во сите тие крвави настани, тогаш треба да се каже вистината, длабоката вистина, дека причинители на неговите страданија и смрт се сите луѓе, дека сме и ние, не исклучувајќи никого, бидејќи главна причина беа гревовите, а кој од нас е без грев? Господ Исус Христос, по волјата на својот небесен Отец и по своја волја, изволел да прими смртна казна по човечката природа, неразделна од безстрасното божество, за гревовите на сите, значи и за мене и за тебе. На крстот е казнет гревот на светот во безгрешното Божјо јагне, во пресветиот Син Божи, кој само заради своето милосрдие посака да не искупи нас, неправедните и грешните, со својата бесконечна правда, со своите страданија и смрт, искусувајќи ја смртта да ја победи нашата смрт, и со своето воскресение од мртвите да му даде воскресение од мртвите на целиот човечки род. Ете како премудроста, благоста и правдата Божја се откриле во крсната смрт на Богочовекот. Ете како страшно во Богочовекот се казнети нашите гревови. Христос не искупи од проклетството на законот, откако поради нас стана клетва, како што пишува во посланието до Галатјаните, глава 3, стих 13. И им даде благослов на сите кои веруваат во него. Нека дојде секој човек од секој пол и возраст. Нека дојде и нека плаче заради своите безбројни гревови, волни и неволни. И нека се сети каква казна заслужуваат по Божјото правосудство нашите гревови. Значи, ако Богочовекот не умреше за светот, светот би бил загубен без сеискупителната жртва, каква што стана за сите нас Господ Исус Христос. Но Он ја даде за нас душата своја и прими телесна смрт заради искупение на светот. И преку неговите страданија и смрт, Отецот Небесен се помири со грешниот свет.
Неминливата преграда меѓу Бог и светот е срушена. Самиот Христос на земјата е основа светата црква или заедницата на спасените во Христа, со сите благодатни сили за живот и побожност. Ете каква бездна на спасувачката благодат Божја се појави во светот, прелюбодействен и грешен. Ете колку грешници се спасија и влегоа во рајот, но уште колку влегуваат, уште колку ќе влезат, бидејќи без сомнение има луѓе кои се спасуваат и ќе ги има до свршетокот на векот по сета земја. И сето тоа е и ќе биде плод на спасоносните страданија и смрт на Исуса Христа. Слава на Твоите страданија, слава на животворната Твоја смрт, Господи. Така, преку искупителната смрт на Богочовекот, врз светот се излеала бездна на благодат, милувачка и спасителна. А без искупителната смрт на Спасителот, тој би бил лишен од неа. И така, сите те опеваме, прославуваме. Ти благодариме, Господи, за волните страданија и за Твојата смрт за нас. Заради страданијата и смртта на Господа ни е дадено покаяние за вечен живот. И сите кои вистински се покајале ќе се спасат, а само непокаените ќе бидат загубени во вековите. По камшикувањето на Господа пред столбот на срамот, по наредба на Пилат и по овенчувањето на неговата глава со трнов венец, по злобното облекување во багреница, Пилат, недолжниот и безгрешен страдалник Исус го извел за да го видат првосвештениците, книжниците и народот, за да предизвика сожалување кај нив и им рекол: Еве, ви го изведувам надвор за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. И еве, излезе Исус надвор со трнов венец и багреница, а Пилат им рече: Еве го човекот. А кога го видоа првосвештениците и слугите, завика и рекоа: Распни го, распни. Евангелие според Јован, глава 19, стихови од 1 до 6. Да се задржиме на овие зборови и да се запрашаме: кои биле тие безумници, луѓе или зли демони? Тоа биле посебни луѓе, по изглед луѓе, а по дух демони, зашто во тоа време биле садови на ѓаволот. И секој човек, љубени браќа и сестри, кој им подлегнува на страстите или има земно, а не небесно мудрување, е нечист дух или син на сатаната, бидејќи дури на еден од апостолите, кој само во одреден миг имал земно човечко мудрување, Петар, Господ со негодување му рекол: Бега од мене, Сатано, оти мислиш не за она што е Божјо, а за она што е човечко. Евангелие според Матеј, глава 16, стих 23. Прашање: каков треба да биде свештеникот? Одговор: ние, пастирите од началникот на пастирите Христос, ополномоштени за просветителна дејност во народот, должни сме ден и ноќ, како некогаш апостолите, да го поучуваме од Бога доверениот ни народ со вистините и правилата на верата, одвраќајќи го од погубните патишта на гревот и управувајќи го на христијански живот во страв Божи. Самиот Господ Исус Христос невидливо лично присуствува меѓу оние кои се собрале во Негово име, како што рекол: Каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум јас посреде нив. Евангелие според Матеј, глава 18, стих 20. Прашање: а каде на земјата е мирот за кој пееле ангелите? Одговор: но каде е мирот на земјата? Овој небесен, свет блажен мир и е даден на црквата Божја или на боговостановената заедница на оние кои веруваат во Христа и во Неговото Евангелие, на сите христијани кои се верни на заветите и заповедите Христови. Тие го носат овој мир во себе, бидејќи ги скротиле и ги скротуваат во себе сите убиствени страсти, нивните бури и бранови, и го носат во своето срце Христос, царот на мирот и правдата. Во нивните кротки, смирени, незлобни, послушни, трпеливи, добронамерни, сожалливи и милостиви души, царува Бог и со Него мирот и добрата волја. Светата црква е носител, гласник и дарител на овој мир небесен на луѓето. Таа со дадената и од Бога благодат, со Словото Божјо, со богослужението и светите тајни, ги скротува сите страсти на своите верни чеда, извршувајќи во нив чудесна обнова, дарувајќи им сила да ги победуваат сите прелести и насилства на гревовите кои војуваат во нашите тела и траен и непоколеблив мир. Земниот мир е разбрануван од страстите, војните и меѓусебните раздори и е обагрен со крвта човечка, и затоа во него досега господарат секакви страсти. Прашање: тогаш каде е мирот?
Одговор. Само црквата Божја на земјата има вечен мир и ќе го има до свршетокот на векот, а светот прелюбодействен и грешен, кој отстапил од Бог и од неговите праведни закони, до крајот ќе биде поматуван од своите заблуди, од своите сезаразни и погубни страсти, од нечовечките војни и внатрешни завери и побуни, од своето безумие. Во тоа безумие, тој станува на бескрајниот и совршен мир Божи и во сите своји мудрувања и дела дрско му се спротиставува, замислувајќи дека сам по себе, тој незрел разум човечки, ќе устрои на најдобар можен начин добробит на човештвото и дека ќе постигне совршенство. А постигнува ли и дали некогаш ќе го постигне? Никогаш. Дрвото по плодовите се познава. Видете ги плодовите на денешната цивилизација, за кого се пријатни и корисни. Прашање. Какви светогрдија имало порано во храмовите? Одговор. Еднаш безбожниот цар Лав и Савријан ноќе тајно влегол со своите истомисленици во црквата на Света Евтимија и го отворил незиниот гроб, бидејќи Христос Бог им дозволил на безбожните христијани со своите раце да ги допрат моштите на својата невеста и да ги осрамотат на голема осуда на тие лажни луѓе. Откако го отворил гробот, злобниот цар ги зел од него чудотворните и нетлени мошти на Света Евтимија со дрвениот ковчег, а наместо нив во камениот гроб положил некакви трулежни и смрдливи коски, подготвени намерно за тоа, и покривајќи ги повторно со плочата, си заминал, земајќи ги со себе светите мошти и ги положил во една од собите во своите палати. Неговите сестри и ќерки, криејќи се од него, доаѓале кај нив, палеле темјан пред нив и ставале свејки, ги почитувале и со љубов им се поклонувале. Но сепак, наскоро, злобниот цар дознал за тоа, го зел ковчего со моштите и ноќе го фрлил во морето. Утредента ги собрал своите истомисленици во иконоборството и некои од православните, јавно им се подсмевал на правоверните, хулејки на светите мошти на великомаченицата и им велел: одете безумници и видете ја заблудата во која се наоѓате, нарекувајќи ги нераспадливи и чудотворни моштите на Света Евтимија. Отворете го гробот и видете дали се вистините вашите верувања и зборови. Потоа испратил своји луѓе да го отворат гробот во присуство на народот. Отишле и го отвориле гробот и што виделе? Сите виделе трулежни смрдливи коски. При тоа еретиците почнале да им се смеат на православните, нарекувајќи ги поклоници на смрдливи коски. А овие, чудејќи се на толку неочекуваниот настан, биле во недоумица и во душата гореле од срам и од тага. Тогаш многумина помислиле дека светите чуда се измама и со презир ги исплукале смрдливите коски, ги изфрлиле надвор, а и мермерниот гроб го извадиле. Храмот Божи го претвориле во гнасна запуштеност, така што тој станал пештера или штала за стока, или уште полошо, тој станал место за секаква нечистотија. Најпосле, ковачите изградиле во него ковачки печки и таму ги правеле своите изработки. И оттаму, откаде што порано се слушало славословие Божјо, почнале да се разлеваат звуци на чекани, кои удирале по железните наковални, и се слушале недолични звуци и срамни зборови и изрази на непристојни луѓе. Мајсторите ковачи живееле во запуштената црква со своите жени и деца, и во светиот олтар, како на тајно место, имале клозет за своите телесни потреби. Така Бог долготрпеливо го поднесувало сквернувањето на својата светиња, се додека злосторниците не ги погубил, па повторно го вознел православието и го исчистил своето место и го осветил, правејќи го повторно живеалиште на својата слава. Набрко откако злобниот цар ги фрлил во морето моштите на Сефалната Евтимија, по Божја промисла таму пловел брод од пристаништето наречено Софиина. Собственици на бродот биле двајца браќа, Сергеј и Сергон. Тие ги спасиле светите мошти. Сето тоа се случило за време на владењето на царот Лав и Савријан, кој владеел од 717 до 741 година. За време на царицата Ирина, црквата на Света Великомаченица Евтимија во Константинопол, блиско до хиподромот, за која зборувавме, а која опустошил Лав и Савријан, пак била обновена. Потоа била свечено осветена и пак во неа почнале да се извршуваат божествени служби.
Светите мошти за време на патриархот Тараси во 796 година биле вратени. Тие и сега се чуваат во Константинопол, во храмот на Свети Ѓорги, а нивна честица имало и во Новгород, во Светодуховскиот женски манастир. Прашање. Блиску ли е страшниот суд и крајот на светот? Одговор. Тој суд ќе се случи наскоро и нема ништо посигурно и понеизбежно од таа вистина дека ќе има сеопшт суд на човечкиот род, на кој конечно ќе биде решена судбината на сите луѓе за вечност. Приближувањето на конечниот, сесветскиот, страшниот суд Божи се забрзува со страшниот развој на злото на земјата. Сега секакви неправди како море ја покриваат земјата. На човечкото самоволие му нема крај. За секоја заблуда и порок широко им се отворени вратите. Навистина е блиску денот на доаѓањето на страшниот суд за судење на сите луѓе. Веќе е дојдено предскажаното отпадништво од Бога и веќе се појави претечата на Антихристот, синот на погибелта, кој се противи и превознесува над се што се вика Бог или светиња. Ние, драги браќа и сестри, живеејќи пред крајот на вековите, предодредени сме од три ипостасниот Бог за постоење во овој распадлив и минлив свет, чудо невидени од мрачната, ужасна слика на гревовниот живот на човекот, која е последица на жалниот пад на првите луѓе. Целото човештво стана еден смрдлив леш, освен неколку добри луѓе. Светиот псалмопејач зборува преку Светиот Дух за луѓето, дека кога Господ сакал од небото да погледне на синовите човечки, се покажало дека сите му се приклониле на злото и на лукавството и дека немало никој што прави добро, ниту еден. Прашање. Што значи возвикот на Господа на крстот? Боже мој, зошто си ме оставил? Евангелие според Матеј, глава 27, стих 46. Одговор. Висејќи на крстот и со својата човечка природа смртно страдајќи и жалејќи заради нашите гревови, Исус Христос како човек повикал кон својот Отец Небесен токму со овие зборови. Боже мој, зошто си ме оставил? Односно, ми одреди да ја испијам до дно чашата на страданијата и да ја вкусам сета горчина и острина на казната за сите човечки гревови. Со тие зборови се изразува мислата дека Отецот Небесен го излеал сиот свој праведен гнев на неговата човечка природа, неразделно и неслиено соединета со неговото божество. Таква е толку строга правдата на Отецот Небесен, која во својот син, кој доброволно ги зел врз себе гревовите на светот, ја осудил и казнил целата нивна бездна и го избришала страшното проклетство за нив, дарувајќи им на луѓето благослов. Прашање. Што е смислата на празникот на влегувањето Господово во Ерусалим? Одговор. Славете сложно луѓе и народи, зашто царот ангелски дојде сега на магаре и доброволно оди на крст, за да ги порази непријателите, бидејќи е силен. Затоа излезете и пејте песна. Слава на тебе, победнику, кој дојде. Слава на тебе, спасе. Слава на тебе, благословениот, единствен Бог наш. Вечниот цар на ангелите и на луѓето не дојде во престолнината на Јудеја за да царува на земниот престол, туку на понижување, срамотење, плукање, удари, камшикување и смртна казна на крстот, најсрамна и најмачна, одеше доброволно за со крстот и на крстот да ги порази невидливите непријатели кои го запленија родот човечки и го покорија на својата пеколна, смртоносна, мачителска моќ, да претрпи казна за нашите гребови, да го поништи проклетството, да ја уништи смртта, да го сруши нејзиното царство и да им подари на сите живот и воскресение. Без страданијата и смртта на Христа, кој ги прими на себе доброволно, само од љубов кон човечкиот род, немаше да има помирување на непослушните и неблагодарни созданија со својот сеправеден Создател, неизмерно ожалостен заради нивните неправди. Ако богочовекот не ја извршеше сета Божја правда, никој не можеше да ја изврши да биде оправдан, ниту да дојде до Бог. Никој не можеше да стигне до небото, ако он не го примеше на себе праведното проклетство, кое не обременуваше. Никој не можеше да добие благослов Божи без смртта, која Синот Божи ја прими за нас со својата човечка природа, немаше да биде победена смртта на целиот род човечки,
не би било отворено небото и за луѓето немаше да има вечно блаженство. Со смртта на распнатиот, нашата смрт е победена. Мртвите кои воскресна од гробовите во Ерусалим и им се покажаа на многумина, ја докажаа славната победа над смртта што се случи. Никогаш светот не видел повеличествена, пославна и посесилна победа. Слава на Тебе, Христе, победнику на адот и на смртта. И ние на Тебе, Христе, победниче на смртта, Ти воскликнуваме. Осана во висините, благословен е кој иде во името Господово. Евангелие според Матеј, глава 21, стих 9. Прашање. Што била смртта за Христа? Одговор. За Богочовекот, крсната смрт беше цел на неговото доаѓање на земјата, негова слава, негово искупително дело и живот за човечкиот род, како што он велел. Заради тоа и дојдов на овој час, час на крсната смрт. Евангелие според Јован, глава 12, стих 27. Он умре за со својата смрт да го сотре оној што има моќта на смртта, ѓаволот, и да ги избави луѓето кои од страф од смртта цел живот беа виновни за своето робување. Светото семе ќе биде нејзин корен. Исаија, глава 6, стих 13. Вели Господ. Видливиот свет не можеше да постои досега, ако за светот и за неговите безбројни гребови не пострадаше доброволно Синот Божи со својата човечка природа. Од една страна бесконечна светост и правда Божја, а од друга страна бескрајно големи и секакви неправди на луѓето, кои во почетокот ја прифатија заедницата со Бог, отпаднаа, не дозволуваат светот да постои во таква унаказена, мрачна и расипана состојба. Светот обстојува заради малиот број вистински избраници, зашто мнозина се повикани, а малци на избрани, кој ги предвидел оној, кој го вика она што не е, како да е. Послание на свети апостол Павле до Римјаните, глава 4, стих 17. И кој си избира некои луѓе за служење при нивното зачнување и раѓање, како пророкот Еремија. Значи, светот постои и не паѓа, и се уште не е обземен со се истребувачкиот пламен, заради Христа, пострадан за грешниот свет и неговиот крст. Гледате ли, браќа и сестри, со што завршија сите маки, страданија и смртта на Христа нашиот Господ? Со славното негово воскресение од мртвите, со неговата власт над пеколот и смртта, значи со тотален пораз на пеколот и неговите злоби и со триумф на правдата и на вечниот живот. Прашање. Што им зборуваше отец Јован на борбените атеисти? Одговор. Вие во своите дневни листови постојано ја газите својата мајка, црквата, која ви даде име, повторно раѓање и славно христијанско звање. О, кога не би го носеле тоа име! Ние го знаеме вашиот антихристовски дух и се чудиме на вашето светогрдие, но не сакаме да се бориме против вас, препуштајќи ве на Божиот суд. Кој ви даде власт толку презриво да ни судите и да не осудувате нас и нашите црковни дела? Вие, кои толку малку се разбирате во црковните работи. Во својата светска градина вие имате многу работа. Во неја работите, а во нашата свештена ограда не прскајте се со вашиот овосветски лукав дух. Со Божјата благодат ние ќе излеземе на крај самите со себе и со луѓето кои се од овој свет, но оние кои веруваат во Бога, кои се мирни и добронамерни, а не со вас, проникнати со злоба, гордост и лукавство. Прашање. Со што се докажува вистинитоста на Христовото воскресение? Одговор. Целото читање од Евангелието, посебно според Свети Јован, глава 21, е еден од непобитните докази на воскресението на Господ од мртвите и воедно пророкување на неговото второ страшно доаѓање заради суд над родот човечки, а особено над евреите и христијаните, вистински и лажни. Ова евангелско читање јасно им објавува на сите верни, во чија десница постојано се наоѓа нашата привремена и вечна судбина. Токму во рацете на нашиот животодавец и Господ Исус Христос, која победи смртта и на сите им подари живот и воскресение. Со својот праведен суд, он на апостол Петар му одредува крсна смрт, а на апостол Јован му заповеда, по чудесното представување, да пребива на небото и воедно невидливо да биде и на земјата, се до второто доаѓање на Господа,
од која и земјата, осквернета со неизмерните човечки нечистотии, запалена од оган, ќе се распадне и сите стихии ќе се растопат. Нека знаат нашите руски домашни безбожници, дека нивната судбина и власт на вечниот суд и осуда се наоѓаат вечно во рацете на Господа Исуса Христа, во кого тие не веруваат, заедно со еврејското неверно племе, и дека ако не се смират и не поверуваат во Светата Троица и во едниот од Тројцата, судијата на живите и на мртвите, нивната судбина ќе биде страшна и неискажливо жална, зашто ја обесчестуваат и погазуваат вистинската и единствено спасоносната вера, која од небото ја донесе самиот Бог, и не поверуваа во Синот Божи, ја погазија благодата на крштението и се очистителната крв на јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот. Прашање. Што навистина направил на земјата Господ Исус Христос? Одговор. Господ Исус Христос не научи непрестано да го славиме единиот Бог во три еднакви, неразделни и неслиени лица. Он ни донесе од небото најсовршен знак на љубов кон Бога и кон ближните. Со збор и со дело ја утврди вистината на целата Мојсеева книга и на сите пророчки книги кои се случиле на него и уште ќе се случуваат, објаснувајќи им ги на учениците, почнувајќи од Мојсеј и сите пророци. Направи во светот безбројни благодатни чуда, какви што до него никој не направил. По своето човештво исполни целата Божја правда, која требаше да исполнат луѓето, а не ја исполнија и не можеа да исполнат, и со тоа ја задоволи за нас Божјата правда, пред која човештвото имаше неисплатлив долг од безброј таланти. Ги прими на себе како јагне Божјо сите гревови на светот и праведното Божјо проклетство, кое го обременуваше човечкиот род, страдајки на крстот и исполнувајќи го она што го напишал пророкот. Секој да е проклет што виси на дрво, како што пишува во посланието на светиот апостол Павле до Галатјаните, глава 3, стих 13. И со тоа стекнал од Отецот власт да им ги простува гревовите на сите што веруваат во него и се каат, и да ги удостојува со благослов од Отецот небесен како негови чеда. Подари благодат на крштение и бања на препород со Светиот Дух, или благодат на повторно раѓање и запечатување од Светиот Дух. Даде благодат на свештенство или духовно пастирство, дар на проповедување на Евангелието и на Словото Божјо, заради раководење на верните кон спасение, благодат на извршување на тајната на телото и на крвта Христови и другите тајни. Ја искуси на 3 дена и 3 ноќи нашата смрт, за која беше недолжен, и со својата смрт ја уништи нашата смрт, дарувајќи ни воскресение. Создаде своја црква на земјата под свое поглаварство, ветувајќи дека ниту вратите на пеколот нема да ја надвладеат до свршетокот на векот. Го отвори небото затворено за човештвото и им подари слободен влез на оние што веруваат и ги исполнуваат неговите заповеди, ветувајќи дека ќе ги земе кај себе сите што му се верни, велејќи им на своите ученици. Пак ќе дојдам и ќе ве земам вас при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Евангелие според Јован, глава 14, стих 3. Еве ги најважните добродетелства на Христа, Синот Божи, кој се вознесе на небото. Прашање. Зошто Бог дозволи доброто да постои заедно со злото? Одговор. По праведните Божи судови во овој свет, заради пројавување на трпение, одредено е пченицата и каколот да растат заедно, и понекогаш доблестите и злосторството, трудот и неподвижната тромост да живеат едни покрај други, и дека ова треба да трае до општата жетва, кога сејачот на созданијата ќе им каже на своите верни слуги, ангелите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Евангелие според Матеј, глава 13, стих 30. Праведниот судија на сите одредил и доблеста да расте и да достигне совршенство, и злото да се развива до известни граници, и доброто да добие совршена плата и блаженство, а злото голема казна и мака за вечност. О, кога ова секогаш би го памтеле и имале на ум, и добрите и лошите. Прашање. Во што се појавило слегувањето на Светиот Дух на Педесетница? Одговор. Само по Христовите заслуги и по неговото завземање, Бог Отец го испратил во грешниот и изгубен свет Светиот и животворен Дух.
Ова слегување на светиот, сеобновувачкиот и седржителниот Божи дух било проследено со чудесно сеобновувачко дејство на учениците, кои се собрале и го очекувале во еднодушна пламена молитва. Овде божественото чудо е во тоа што сите апостоли се стекнале со светиот дух и со дар на зборување на разни јазици на сите народи, каде што требало да одат за да го проповедаат Евангелието. И апостолите, бидејќи прости и неуки, се умудриле така што можеле да зборуваат јасно, моќно и уверливо за големите и спасоносни дела Божи и станале нови луѓе, свети и пламени, кои самопожртвувано го љубат Бога и способни се да ги покорат кон верата Христова сите народи, и тие со благодата на Светиот Дух насекаде ја пренесувале благовеста Христова, така што нивниот звук се разнесува по целата земја, а нивните зборови до краиштата на Вселената, како што пишува во Псалмот 18, стих 5. Слегувајќи врз апостолите, Светиот Дух оттогаш досега пребива во црквата Христова, света, соборна и апостолска, и ќе пребива во неа до свршетокот на векот, според ветувањето Христово, како што самиот Христос Бог вети, дека ќе биде со нас до свршетокот на векот, како што пишува во Евангелието според Матеј, глава 28, стих 20. На тој начин, сите три лица на Пресветата Троица еднакво го извршуваат спасението на верните со семоќното свое учество како едносуштни. Светиот Дух или Духот на вистината ја чува непоколебливо вистината на православната вера која Христос ја донесе од небото. Ја просветува и утврдува црквата и сите кои вистински веруваат. Поставува пастири да го пасат стадото Христово. Ги извршува светите тајни. Го препородува христијанскиот живот. Ги очистува гревовите на верните, ги осветува. Ги побива лажните учења. Прави чуда и со тоа објавува вистината и спасоносноста на православната вера Христова. Усовршува во доблест и ја покажува светоста и нетленоста на вистинските подвижници. Ни советува да им ја укажуваме должната почит и слава и да го подражаваме нивниот живот. Да му благодариме на Господа за тоа најголемо богатство, што сме родени и воспитувани во Светата православна црква, единствена спасоносна, и што имаме среќа да го читаме и да го слушаме Словото Божјо и Божествената служба, да проповедаме на словенски и на руски јазик. Можеме многу да разбереме за Бог и за Неговите дела во светот и во црквата, да ја знаеме светата и праведна волја Негова, и добивме сила да ја исполнуваме. Прашање. Нели е слично сегашното време со времето на падот на Римската империја? Одговор. Заради духовно надградување, овде ќе го наведам словото на еден древен римски писател, блажениот Ероним. Ја оплакувам нашата несреќна судбина. Срцето затреперува кога ќе погледнеш на погибелните траги на разорување кои го погодија нашиот век. Секој ден се пролева римска крв. Римската држава се двоуми и само нашата гордост не принудува да изнаоѓаме самодоверба на разурнатините на својата империја. Војниците масовно ги водат во заробеништво. И кога би имал 1000 усти, не би можел да известам за сите казни на промислата која не казнува. Но јас и не пишувам историја, туку само малку се допирам до нашите несреќи за да ги оплачеме. Веќе одамна ја чувствуваме врз себе тежината на небесниот гнев, а сепак не помислуваме да ги преклониме колената, молејќи го Бог за милост. Што ако не нашите престапи ги направат варварите дрски? Зошто ако не заради нашите беззаконија насекаде се поразува римската војска? Но како да сакаме непријателскиот меч уште малку да ни ја пие крвта, па меѓусебно се истребуваме со внатрешни раздори, поубиствени отколку битките со надворешните непријатели. Ние секогаш фантазираме да триумфираме со својата сила и секогаш паѓаме. Каков срам, какво неверојатно помрачување на умот. Римската победоносна војска, која даваше закони на Вселената, е уништена, бега и трепери само од погледот на своите непријатели. Ние немаме намера да оттргнеме од себе причината за болеста, и токму затоа болеста бесне е со сета сила. Затоа и варварите триумфираат над добро уредената војска. Писмо од блажениот Ероним до епископот Илиодор. Прашање. Што виделе мироносиците кога дошле на гробот на денот на воскресението Христово?
Odgovor. Колку е едноставен и радосен описот на највозвишениот, се спасоносен и сесветски настан. Какви необични и чудесни гледки виделе мироносиците. Најпрво ангелот, првиот вестник на славното воскресение, а потоа и воскреснатиот во неговото неминливо и прославено тело. О восхит, о радост небесна и неопислива, о небо на земјата, чудесна награда на мироносиците за сите нивни таги, за сите нивни страданија од непријателот на воскреснатиот. Од нашата земја ние радосно ве поздравуваме вас, кои на небесата мирно и радосно вечно ликувате со Господа, и ве молиме да посредувате за неговата црква на земјата. Прашање. На што не учи преображението Господово? Одговор. Господ заблескал со лице, како што некогаш заблескува лицето на човек кој се моли. Ова не учи дека искрената молитва соединува со Бога и ни ги просветува душите со благодатна светлина, дека таа ни е неопходна како светлината и воздухот. Ако богочовекот често и се предавал на молитвата, тогаш таа уште повеќе ни е потребна на нас, грешните, како што апостолот вели, молете се постојано, како што пишува во првото послание на светиот апостол Павле до Солуњаните, глава 5, стих 17. Свети апостол Петар, зборувајќи за преображението Господово, за неговото величество и слава, истакнува дека тој објавил силата и доаѓањето на Господа Исуса Христа не според измислени бајки, туку како очевидец на неговото величество. Прашање. Што му посакува Свети Јован Кронштадтски на рускиот народ? Одговор. Дај им Боже спасоносно, морално враќање на сите сталежи на рускиот народ на вистинскиот пат. Доволно, до заситеност, до одвратност, ја искусивме погибелноста и безсмисленоста на лошите патишта. Прашање. Во што е гаранцијата на идното воскресение на сите мртви? Одговор. Да го празнуваме, браќа и сестри, сечесното успение на Божјата мајка. Не смртта, туку успението, односно како сон или надземно, привремено разделување на нејзината душа од пречистото тело, зашто по тридневното смртно живоносно успение не ја воскреснал нејзиниот живоначален син и Бог и ја вознел на небо со нераспадливото нејзино тело. Ова е празник на верата и на нашата црква. Ова е потполна победа на животот над смртта во личноста на Богомајката. Ова е гаранцијата за идното воскресение на сите мртви и блажена бесмртност на сите праведници. Ова е радост за вистинските христијани, зашто и по живоносната смрт владичицата е жива и секогаш е блиску до оние кои искрено ја повикуваат и секогаш го спасува своето наследство, вистинските чеда на црквата, од сите беди и неволји. Прашање. Што беше причината за неуспешната војна на Русија со Јапонија во 1905 година и причина за идните несреќи на Русија? Одговор. Да, таа причина е во нас. Русија го заборави Бог Спасителот и ја загуби верата во Него. Го напушти законот Божи и се пороби себе си на секаква страст. Го обоготвори слепиот човечки разум, а наместо волјата Божја, премудра, света и праведна, воведе привидна гревовна слобода, ширум ги отвори вратите за секакво самоволие и заради тоа неизмерно пати и трпи срам од целиот свет. Достојна плата за подкупливост и оладеност кон Божјата црква. Бог не казнува за гревовите, а владичицата не ни подава рака на помош. Да се разбудиме, најпосле да дојдеме при себе по занесот, да се смириме пред Бога кој праведно не казнува и вразумува. Отстапивме од Бог и Он отстапи од нас. Ја отфрливме волјата Божја, живеевме според своја волја и наскоро ќе согледаме до што таа ќе не доведе и до што веќе не доведе. А ако пак меѓу себе се гризете и јадете, вели Словото Божјо, пазете да не се истребите еден со друг. Послание на Свети апостол Павле до Галатјаните, глава 5, стих 15. Какво покровителство да очекуваме од небото, кога самите се одвративме од Бог? Ако не се покаеме и не се исправиме, Бог ќе не остави. Ете, ви се остава вашиот дом пуст. Евангелие според Матеј, глава 23, стих 28. Вели Господ.
но да не се случи, се уште постојат верни и избрани праведници во Русија. Прашање: каква благодат ни е дадена со раѓањето на Мајката Божја? Одговор: со незиното раѓање заблеска чудесен зрак на спасение на човештвото. Се отворија заклучените врати на рајот. Срушене пеколот и смртта исчезна за верните и на сите им е дадена благодат, зашто на луѓето им е подарен Синот Божи, а со него и благодата за спасение и христијанско совршенство, за да биде Божиот човек совршен и годен за секое добро дело, како што опишува во второто послание на свети апостол Павле до Тимотеј, глава 3, стих 17. Благодат која ги очистува гревовите, препородува и обоготворува. Оваа благодат ги осветува очите на нашето срце и ни дава да ја согледаме сета наша гревовна изопаченост, сета немоќ на нашата гревовна и падната природа и сета потреба од благодат и милост Божја. Прашање: како да се разберат зборовите на Господа за Јован Богослов изречени на Петар? Ако сакам тој да остане дури дојдам, тебе што ти е? Евангелие според Јован, глава 21, стих 22. Одговор: што значат овие моќни зборови на Создателот и на Господ на созданијата? Тие значат дека Јован нема да умре во текот на неколку илјада години и дека ќе искуси смртта само неколку дена пред второто славно Христово доаѓање на земјата. Да се поучиме и ние, браќа и сестри, на воскресение и на бесмртност од чудесниот крај на Христовиот апостол Јован и постојано да се грижиме за преселување во другиот вечен свет. Апостолот се представил, но не умрел, туку живее и со тело, и не отстапил од земјата, како што и вели црквата, и го очекува второто страшно доаѓање на Господа, за да му суди на целиот свет, како што се спомнува во една од стихирите на малата вечерна богослужба на свети Јован Богослов. Прашање: кои архангели биле присутни при воплотувањето и воскресението Христово? Одговор: во Новиот Завет извршител на Божите заповеди е првенствено архангел Гаврил, благовесникот на Божјото воплотување, а по воскресението на Господ од мртвите се појавуваат мироносиците и за излегувањето Христово од гробот ним им јавуваат архангелите Михаил и Гаврил. За време на вознесението Христово на небото, истите тие им се јавуваат на неговите ученици. Прашање: има ли и сега бесомачни, како оние кои се спомнуваат во Евангелието, како што може да се прочита во Евангелието според апостол Лука, глава 8, стихови од 29 до 36. Одговор: и сега гледам многумина кои ги мачат злите духови, како бесомачниот кој се спомнува во Евангелието. И сега ја гледам истата семоќна сила на нашиот Господ Исус Христос над нив, кога го повикував со искрено срце, со вера и со надеж. И бесомачните се исцелуваа, оздравуваа и стануваа со спокоен, светол ум. Од сурови стануваа кротки и незлобни, како овци. Умилно се прекрстуваа, што порано не сакаа да го сторат. Стануваа сосема нови луѓе. Христос е ист и вчера, и денес, и во векови. Прашање: какво е значењето на црквата? Одговор: Господ на земјата е основа црквата со своето спасоносно учење и тајни, со постојано богослужение заради наше просветување и лекување на болести, духовни и телесни. Нашата од греб извртоперена природа само со овие благодатни средства се просветува, очистува, осветува, лекува и закрепнува. Само во црквата се суши смртоносниот нагон на страстите. Луѓето кои од гордост и од неверие отпадна од црквата, се лишуваат себе си од благодатната Божја помош и во себе доживуваат ужасни плодови на безброј страсти, гордост, неверие, секакви заблуди, извртопереност во блуд, болести кои ги раѓаат гревовите и најпосле мачна и неутешна смрт, предвесник на вечните маки. Прашање: треба ли христијанинот да се лекува кај лекар? Одговор: држете се до Светата Црква како вистинско и најверно лекувалиште на душите, на нас заболените од грев и подложни на секакви болести на нашите телесни органи. Но при тоа советуваме да не ги забораваме ниту лекарите на телото,
на кои Бог им ја открил науката за лекување на телесните болести, зашто и писмото вели: почитувај лекар со чест поради неговата служба, зашто Господ го создал. Господ од земјата создал лекарства, човек разумен не ги отфрла. Книга Мудрост Сирахова, глава 38, стихови 1 и 4. Ако сакаш да бидеш здрав, живеј побожно, со страв Божи. Моли се, одбегнувај го гревот, биди воздржан, целомудрен, милостив и сожаллив. Тогаш на тебе ќе почива Божиот благослов и тој ќе ти биде заштита од секаква болест. Прашање: беше ли ослободена од првородниот грев Пресвета Дева Марија? Одговор: воспитувањето на Пресвета Дева Марија во храмот траело до 14-та година, кога според еврејскиот закон требало да заврши и девојките биле должни да го напуштат храмот и да се населат во домот на родителите или на роднините. Така и Пресвета Дева на возраст од 14 години била примена во домот на својот свршеник, праведниот старец Јосиф, каде што потоа и се случила преславната архангелска благовест. Светиот Дух однапред ја очистил да биде неминлив и непорочен храм на Синот Божи. Православната црква не смета дека е можно таа непорочно да е зачната од родителите, бидејќи зачнувањето во првородниот наследен грев им е заедничко на сите смртници, не исклучувајќи ги и праведните Јоаким и Јана. Мајката Божја, Богодевојката, уште пред зачнувањето на Синот Божи во девствената утроба, му исповедала на Светиот Дух дека се зарадувал нејзиниот дух во Бога, нејзиниот Спасител, а од тоа следува дека он бил и нејзин Спасител од прародителскиот грев заеднички на сите. Нејзиното длабоко смирение не ѝ дозволувало пред зачнувањето на Синот Божи себе си да се смета за потполно безгрешна. Нејзиното смирение покажувало дека таа не е родена од безгрешни родители, иако биле праведни. Прашање: зошто ни се потребни храмови? Одговор: оставете ни ги храмовите, тие се земното небо, тие се царството Божјо на земјата, каде што постојано се прославува пречесното и велелепно име Божјо, каде што се осветуваме со помош на молитвите и светите тајни, каде што искрено беседиме со Бога како деца со Отецот, каде што стануваме живи храмови Божи, каде што најблиско се соединуваме со Бог, се причестуваме со Божјата бесмртност и самите стануваме божествени со причестувањето со божествените тајни. Само во храмот Божи се учиме искрено да веруваме во Бог, да се познаеме себе си, да го љубиме Бог и еден со друг. Само во храмот познаваме дека имаме заеднички Отец на небесата, кој таму, за чедата кои му се верни го љубат, основал вечен, неминлив град и дека Он, од постанокот на светот, верните на него ги запишал во граѓаните на небесниот Ерусалим. Прашање: близу ли е времето на доаѓањето на Антихристот? Одговор: навистина доаѓа времето за кое предскажуваше апостолот. Ке се открие и беззаконикот, оној чие јавување под дејството на сатаната е со секаква сила и знаци и лажни чудеса, како што пишува во второто послание на светиот апостол Павле до Солуњаните, глава 2, стихови 8 и 9. Каде се сега сличните по вера, побожност и љубов кон татковината, кнезовите на руската земја, незините благородни и славни синови? Каде се нашите благоверни Александровци, Черниговски и Тверски, Михаили, Бориси и Глеби, благоговените големи Владимири? Скоро целото неизмерно поле на Русија е исполнато со какол на неверие, безбожност и предавство. Секаде рушење и пожари, пијанство, кражби, грабежи, а периодичните весници во Русија повеќето се исполнети со лаги, клевети, улични пцовки, подсмев над она што го почитува народот и без никаква грижа на совест ја развратува Русија до сршта. Оче наш кој си на небесата, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Да престане царството на сатаната и да нема место на неговата безумна и погубна волја. Прашање: навистина ли Свети Никола мудрил шлаканица на еретикот Арие? Одговор: во времето на гонењето на христијаните, Свети Никола се покажал како ревносен пастир
бодрејќи ги сите да го издржат мачењето за Христа. И тој бил фрлен во темница заедно со другите христијани, но за време на царувањето на равноапостолниот цар Константин, тој за среќа бил пуштен од затвор и пак ревносно се подвизувал за Христовата вера. Во тоа време се појавила безбожната и за христијаните погубна ерес на Арие, која го понижувала Синот Божи, уништувајќи го христијанството во самиот корен. Свети Никола не можел да ги издржи хулењата на безбожниот презвитер и му удрил шлаканица на соборот и бил осуден од соборот, но Господ Бог ја оправдал неговата постапка. На првиот Вселенски собор во Никеја, ереста на Арие била осудена, а еретикот бил отстранет и исклучен од црквата, а со него и сите негови следбеници. Прашање: што бил целиот земен живот на Исуса Христа? Одговор: целиот земен живот на Исуса Христа, неговото чудесно раѓање, растењето, послушноста кон очувот Јосиф и кон пречистата Марија, а особено послушноста во се на својот Отец Небесен, крштенијето во Јордан, искушувањето од ѓаволот во пустината, одењето по градовите и по селата за проповедување на Словото Божјо, безбројните добродетелства на луѓето, зависта на книжниците и на фарисеите, нивните клевети, срамотења и смејувања, подкупувањето на ученикот, предавството, камшикувањето, ударите, плукањето, Пилатовата осуда, срамната и мачна смрт на крстот, запечатувањето и стражата пред неговиот гроб, воскресението од мртвите и неговото јавување во текот на 40 дена на апостолите и на многумина верни, и на крај славното вознесение на небото. Сето тоа е искупителната цена за родот човечки, паднат од грев и ужасно загубен. Благотворните последици на оваа искупителна жртва се бескрајно големи, за сите оние кои искрено веруваат во Христа, па дури и за оние што не веруваат. Принесена е достојна цена на вечната правда на Отецот Небесен и нема ниту еден греф и престап во човештвото од кој не би можела да ги искупи жртвата Христова, грешниците кои веруваат и се каат, освен гревот на хулењето на Светиот Дух или свесното упорно спротивставување на очигледната вистина, каква што е христијанската вистина, докажана со очигледност и со чуда и со сета Божја вистина, со сета нејзина животворност. Например, упорното неверување во исцелувањето на слепиот од раѓање, во воскресението на мртвите, или неверување во безсеменото овоплотување на Синот Божи од Дева и сите негови чуда. Прашање: со какво чувство треба да го произнесуваме името на Исуса Христа? Одговор: христијанину, знај дека началникот и се извршителот на твојата вера е Христос, како што пишува во посланието на светиот апостол Павле до евреите, глава 12, стих 2. Со страв Божи произнесувај го името на Исуса Христа, Синот Божи, преку кого се стана и се одржува, кој досега носи се што станало со неговото моќно слово, предизвикува промени на времињата, го намножува човечкиот род и го снабдува со добрини, го спасува од гревовите и на оние кои го љубат им подготвува станови од Царството Небесно. Најсладок мој Спасителу, ти излезе на служење на родот човеков. Не седеше дома, туку имаше заедница на љубов со сите. Дарувај ни нам да имаме таа заедница на љубов со твоите луѓе. Да не се затвораме ние, пастирите, од твоите овци во своите домови, како во замоците или темниците, излегувајќи само заради служба во црквата или заради треби во домовите, само од обврска, само со напамет на учените молитви. Не барај живеалиште со секакви удобности и не љуби удобноста на овој свет, туку љуби го Христа, крстоносецот. Прашање: какво е значењето на литургијата? Одговор: голема е литургијата. На неа се спомнува целиот живот, не на било кој голем човек, туку на Бог, кој се овоплоти, пострада и умре за нас, кој воскресна и се вознесе и кој пак ќе дојде да му суди на целиот свет. Прашање: како можеме да стекнеме духовно искуство? Одговор: кога си многу млад и го живееш животот на грешниот свет, тогаш го знаеш и Христа Спасителот, како и непријателот Божи и човечки, сезлобниот Сатана, само по име, и мислиш дека Христос е далеко од тебе, на небото,
а дека ѓаволот некаде постои само никако блиску или околу тебе. Но кога веќе си во зрели години и кога ќе стапиш во подвижнички живот, кога ќе му служиш на Бог со чиста совест, тогаш во срцето ќе го почувствуваш и благиот јарем на Спасителот и тешкиот неподнослив јарем на сатаната, кој непоштено не ожалостува. Прашање: колку често треба да се причестуваме со Христовите тело и крв? Одговор: кога ги примаш животворните тајни во вид на леп и вино, јасно представи си го Христос и направи над нив мислен надпис Исус Христос. Со тој мислен надпис умно испрати го животворниот гостин до длабочината на срцето и таму мислено положи го. Христос, ако со вера е воведен во срцето, седи во него со мир и со радост. Цени го достојно најголемото чудо на Исус Христос, Синот на живиот Бог, кој се јавува во причестувањето со неговите божествени тајни, со вера. А какво чудо е тоа? Успокојување и оживотворување на срцето, умртвено од гревот, толку очигледни по неспокојството на срцето и духовната смрт, кои му претходат на честото причестување. Прашање: зошто во духовниот живот необразованите често напредуваат повеќе од образованите? Одговор: почитуваја необразованоста и учи го од неа она што го нема кај гордиот образован, односно простота, незлобност и трпение. Необразованите се младенци во Христа, на кој Господ понекогаш им ги открива своите тајни. Прашање: како да се разберат зборовите на апостол Павле? Или не сте свесни дека Исус Христос е во вас, освен само ако сте недостојни? Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, глава 13, стих 5. Одговор: навистина Христос живее во мене. Меѓутоа досега бев неискусен. Не помислував и не знаев со сигурност дека Господ е во мене. Он се светиот, чувствителен и кон најмалата нечистотија на срцето во мене. Он ме побудува да го изгонувам од душата зачетокот на гревот во срцето. Но и сатаната е овде, подготвен да ме проголта на секој чекор. Прашање: како треба да се однесуваме меѓусебно? Одговор: почитувајте се едни со други, грешници, и не презирајте ниту еден грешник, зашто сите сме грешници и сите нас дојде да не спаси, очисти и да не вознесе на небото Синот Божи. Прашање: што можеме да му одговориме на оној кој не верува? Одговор: кога некој кој не му верува на Светото Писмо би ме прашал како ќе му докажам дека Исус Христос е Бог, тогаш би било доволно да му укажам само на еден праведник. Тоа би било доволно. Освен во Господа, срцето нема вистински мир никаде на земјата. Ах, браќа и сестри, би ни било тешко, вечно тешко без Исуса Христа, без вера во Него, без Неговата благодат и без нелицемерно покаяние. Човекот кој живее без вера во Исус Христос станува играчка на погибелните страсти, една помачна од друга, и живеалиште на многу злобни духови. Секогаш да бидеме со Исуса Христа. Прашање: што им е дадено на луѓето со доаѓањето на Синот Божи на земјата? Одговор: со доаѓањето на Синот Божи на земјата, откако самиот себе си се принесе на жртва за грешниот човечки род, наместо проклетството кое Бог го изрекол во почетокот, на верните луѓе им се дарува благослов од Отецот Небесен и тие стекнуваат во синовување и ветување на наследство на вечниот живот. Прашање: во што е вистинскиот живот на човекот? Одговор: браќа мои, без Светиот Дух нема вистински живот во човекот. Нема мир во душата, нема светлина Божја, нема правда, светост и блаженство. Без Духот Божи во нас нема и не може да има вистинска вера, надеж и љубов, света простота, чистота на срцето, вистински доблести и нема спасение. А Светиот Дух е испратен од Отецот по заслуги на Христа Спасителот. Прашање: какви ќе ни бидат телата по воскресението? Одговор: по воскресението нашите тела ќе бидат духовни, а не земни. Се земно ќе остане на земјата.
По воскресението, мртвите ќе бидат како ангели Божи на небесата, како што пишува во Евангелието на светиот апостол Матеј, глава 22, стих 30. Толку духовни. Затоа таму нема да има ниту храна, ниту пиење, ниту облека, ниту воздух, ниту топлина, кои ги хранат, загреваат и одржуваат нашите тела. Крај и слава на Бога за се.